И добредовте во ново видео. Yeah! Рок н рол. Денеска почнувам малку покасно со влогот затоа што имаше некои работи кои што морав да ги средам и наискрено не сакам да ме замарам со вас на влогот за тоа и не знам колку тие работи треба да се споделуваат. Чисто лични работи кои што требаше да ги средам дека некои документи, стварно не е битно и не е некоја голема работа. Но малку покасно почнувам со влогот и денеска ме дружите на едно убаво трчање. Што се смени планот? Го памтите Наско од влоговите? Епа, Наско зимоска работеше, заработи пари и он се врати за Македонија. За зимски транспорт отиде до Македонија. Сега, бидејќи сите се таму, значи сестра ми, мајка ми, татко ми, сите се таму, некои работи испратија преку Наско. И Наско вчера се врати и сега во моментов ми пиша, бидејќи куферите му ги изгубија на аеродром, се случија секакви компликации, денеска му ги вратија куферите и денеска стигна работите што моите ми ги испратија на мене. Возбуден сум затоа што ми испратија елкичка. Елка, мала, за да можам да се накетам. Оваа година нема елка, а сека година ни било традиција во фамилија да имаме елка и да китиме. Така што сменете планот, ако сум во Келанки и во се, одам да си ги земам работите до кај Наско. Го доправ? Ова може да ми биде и трчањето за денеска. Не е толку ладно колку што ја си го сватив, дури топло е. Ајде, не е бит. Кај си бе? Кај си бе? Што правиш? Трчаш. Трчаш. Топло ми е, брат, као што сум облечен ваков целиов ко топло ми е. Не го очекував ова. Очекував да биде една мала торбичка. Ама многу сум возбуден. Не можам да ви опишам колку сум возбуден за ова. За ова што го носам во моментот. Инаку е, не знам, 19 кила као што разбрав. И така да, не е тешко, се носи. Се надам дека не е сестра ми внатре или нешто такво. Затоа што прилично, мислам дека може човек да собере во ова. Може треба да пробам да го носам на глава. Ко во старо време што носеле боганчиња со води. Боганчиња се вика? Да, тоганче, боганче. Сум заборавил. Пауза! Па и не е ова така најлоша работа на свет. Баш е практично. Немам две раце и малку губам баланс. Ама баш е практично. Бицеп за денеска. Кога ќе се измори бицепсот, одиме на рамо. И така. Вие како сте, добри? Добри, ја еве по дома, знаеш. Yes! Направив мала белја. Ова се беше внатре во тоа, така. Нешто што многу ми се свија и многу ми е интересно. Кај си? Као да ме ќе ми се јави ако прашам кај си. Кај си? Ова е елка. Конечно имам елка.
имам некои лампиони, имам нешто и сакам да ја накитам елката. И исто така го имам ова, што повеќето од вас знаете што е. Тоа треба да го закачам горе. Работа што е многу потребна. Морам да го спроведам ова овдека на масава за да можам елката да ја закачам. Имам сјалички за нејза и сакам сите адаптери да ги донесам до таму. Еве елката. Имам вакво за да стои елката на тоа. Одлично е, не е готова, ама е одлично. Ги имам сјаличкиве и малку имам многу од нив, така да не знам дали да ги ставам на елката само или дали да ги распоредам наоколу или што и да биде, ако биде нека биде. Ќе ги распоредам на елката, па ако остане вишок, ќе ги ставам наоколу. Проведов прво сите сјалички и ова го сокрив овдека да не се гледа многу убаво. Поврзано е, уште не сум тестирал дали работи, така што кога ќе видам јас, ќе видите и вие за прв пат. Немам многу лампиончиња, ама ги имам овие, што се многу убави и сладки. Бомбонче и има вакво. Не знам зашто, ама обично традиција е кај... Мислам дека сите луѓе на светот. Елката стално е убаво накитана од оваа страна, а оваа страна е најлошиот дел. Ама сакам да биде колку што е можно така еднаква на сите страни, да не ја омаловажувам другата страна. Па, не се лоши. Барем мислам дека не се лоши. Океј се, така просечно еднаква на сите страни. Го потрошив едното кесе, ама ги имам уште и овие домразовчиња. Баш се сладки. Последното дезомразовче. Доста е скромна елкава, ама е моја. Лична елка. Сега имам некои малку работи што сакам да ги ставам овдека. Имам некои чоколадци и такви работи. Е сега елката изгледа многу побогата. Дечки, срекна нова година, срекна стара нова година на сите. Не гледам. Сакам да ја упалам елката. Во ноќе. Чекај, стој. Има уште една работа. Да се знае кој сме, што сме и од каде сме. Морам да ја средам цела оваа гужва, ама сега личи на дома.
Мислам, не е дека кај мене дома кога влезете одма виси македонско знаме, ама сега се осеќам како да сум дома. 20 минути подоцна. Ова е завршниот резултат. Знамето овдека, елкичката овдека. Мене најискрено ми се свиѓа, најискрено ми прави мерак. Не знам, едноставно мислам дека ова покажува мојата култура, покажува од каде сум, покажува што сум и што секогаш ќе бидам во срцето, секогаш ќе бидам македонец. А елкичка, најискрено, мене достигаше елка. Мислам, имам оваа, но малку е без ништо и не е моја. Али ова е моја. Ова е таква мала, убава, скромна, ама моја. Дечки, фала многу што го гледавте видео, фала многу за целава поддршка што ми ја давате и се надам стварно дека уживавте во украсувањето на овај, на мојата скромна елкичка. Си свети убаво таму. Сите мои социјални мрежи се долу во description, така што може да проверите Instagram, Facebook, интересни работи знам да постирам понекогаш знаат да бидат лоши, понекогаш знаат да бидат добри. Фала многу што го гледавте видеово и се гледаме утре со нов влог.